Повестите се враќаме во студиото на емисијата Македонија на утро. Имаме три гостинки од спортот, се разбира, од ракометот, нашите репрезентативки кои ќе ги бранат нашите бои на престојното европско првенство, што ќе се игра во Македонија, во Словенија и во Црнагора. Велиме добро утро за од лево кон десно Сара Ристовска, Леонида Гичевска и Симона Маџовска. Добро утро. Добро утро. Добре дојдовте во нашето студио. Се надеваме дека ви е пријатно, исто како што ни е нам пријатно кога ве гледаме на трибините во низ салите низ Македонија кога играте. Ќе почнеме со она кој што има најдолг стаж во репрезентацијата, која што е носител на играта на нашата репрезентација. Сара, доаѓаш со многу искуство, имаш тешка задача пред себе да ги споиш сите овие други репрезентативки, да видиш оската на играта на нашата репрезентација, па според искуствата досега, каква е атмосферата во националниот тим непосредно пред континенталниот собир во нашиот главен град? Добро утро уште еднаш на сите гледачи. Искрено не можам да кажам дека имам некоја баш преголема одговорност, али јас ја осеќам секако. Имам доста помош, затоа што има и исто така постари репрезентативки. Не сум една од постарите, но како што кажавте, една од поискусните. Сплотеност има, но вистина е некако сосема подруг систем овој пат, затоа што има доста подмладување и тешко е да некако да сите да бидеме на ист левел, да имаме иста перспектива кон некои работи, но секако јас како една од поискусните им давам до значење на нашите помлади репрезентативки, ракометарки кои играат во Македонија. Се гледа голема перспектива во нив, навистина талентирани ракометарки, што треба малку повеќе работа и желба за да продолжат и да успеат во нешто, а сега има голема шанса на ова европско првенство. Значи не за нив, него за сите нас да се докажеме и да представиме оваа наша држава во најдобро светло, затоа што ова е после 10 години, јас откако сум во сениорска репрезентација. Ова е за мене исто едно големо искушение, еден голем предизвик, така да се надевам дека на начело со мене ќе представиме во најдобро светло нашата репрезентација. Да, 2012-та беше нашето последно учество на големите собири. Леонида, најмлада си во овој состав овде, ми го оваа тројка, да. Каков е твојот впечаток на неколку дена до стартот на, ќе кажеме, европското првенство од 4 до 20 во се игра во трите земји кои што ги споменавме, Македонија, Црнагора и Словенија. Нашата група во Скопје не е нималку лесна, меѓутоа каков е твојот впечаток од атмосферата во репрезентацијата, од она што досега го научивте едни за други и она што го стекнавте како искуство играјќи заедно на, ќе кажеме, силните контролни надпревари? Да. Па вака, прво благодарам на поканата. Навистина големо задоволство да се игра на едно европско првенство. Мислам дека секој спортист сонува да игра и сите ние тренираме за тоа да би играле на едни големи такви надпреварувања, како што се европско светско првенство. Контролните надпревари во ЕХФ купот против Норвешка, Црна Гора и Словенија беа добар тест за нас, тоа се стварно квалитетни репрезентации. Иако сите тие надпревари не беа порази, мислам дека ние добро се воигравме на тие надпревари, ни беа добра подготовка за едно вакво големо надпреварување. Штета е да имаш таква голема пауза од 12 години од вакво надпреварување и затоа сега треба да го искористиме во најдобро можно светло што можеме. И да, играте дома, се надеваме дека публиката ќе ви биде ветер во грбот, исто како што беше 2008-та на претходното европско првенство кое беше организирано
во Скопје. Македонската телевизија тогаш беше задолжена за преносите и сега ќе ве гледаме на нашата фреквенција. Симона, највозраста си од овие три ракометарки тука и во непосредно пред почетокот на овој разговор спомена дека на моменти се чувствува генерацијскиот јас меѓу репрезентативките, меѓутоа затоа што сте од повеќе возрасти, нели? Ова е репрезентација која што е направена да трае подолго, предводен Љубомир Сависки, нели, од селекторот, кој што има исто така тешка задача на домашен терен да покаже дека Македонија сепак се уште има женски ракомет, високо квалитетен. Ќе успеете ли навреме да ги надминете сите оние, во наводници ќе кажеме, недоразбирања и да излезете на терен на овие први три надпревари во групата, онака како што вие замислувате? Не како што некој друг очекува, туку така како што вие замислувате. Да, ние звучи клише кога ќе кажеме дека сме спој на младост и искуство, но овој пат стварно е така, то докажува и фактите и дата на раѓање и на сите репрезентативки. Недоразбирања нема надвор од терен, секако на терен се играчки зборуваме, оние играчки, да. недостига Се осеќа искуството. Да, се осеќа на кој му фали искуство, на кој му фалат меѓународни надпревари, но мислам дека се желни за учење, се желни за тренинг, прифаќат лесно се што ние ќе му кажеме или ќе им му кажеме на некои грешки, на некои така пикантери, ракометни, да, такви работи и мислам дека ќе надминиме се и ќе се покажеме во најдобро можно светло веќе на првиот надпревар. Да, една си од најискусните наши интернационалки, 4 години во Германија играш во Цикау. Тоа е една од лигите која што една од земјите која што секогаш преферира организација на високо ниво, па може ли да споделиш накратко какво искуство да се игра во Бундеслигата? Одлично, на секој му посакувам да игра во силна лига, во кариерата да игра во силна лига, во организиран клуб, кај што ќе се осети како вистински спортист и професионалец. Организацијата е секогаш на едно високо ниво и повисоко од сегде кај што сум играла претходно, за жал многу повисоко од Македонија. Но кога би споредила со сегашната организација во женската репрезентација, можам да кажам дека и ние сме многу напреднати, односно Федерацијата е многу напредната во однос како ја гледа женската репрезентација, во однос на тоа како било претходно, иако јас не сум била тогаш. Зборувам од аспект на услови, од физиотерапевти, сместување, се тоа што му е потребно на еден спортист за да функционира нормално, не луксус, туку базичните нешта, да. И ние како репрезентативки да се осетиме дека имаме ист третман од федерацијата. Да, во Германија не е се сјајно, значи, но организацијски е на највисокото можно ниво. Тоа е и предноста на големите репрезентации земји и кога не е најсјајно, а мора да има некогаш периоди и моменти кога не е најсјајно, затоа што животот е таков, луѓето се такви, нели? Меѓутоа, ако условите и параметрите се поставени, успехот ќе си дојде сам по себе. Дали Леонида се чувствува тоа и во Хрватска, ова твоја прва сезона таму во Локомотива? Тоа е екипа која што ја освои минатата сезона титулата и сега има задача да ја одбрани, па на добар пат ли сте? Како се чувствуваш ти во хрватскиот табор? Да. Како што знаете, Локомотива игра прва година во Лигата на шампионите. Предходно имаат играно во Лига на Европа, Челендж Куп и така натаму. Го освоија шампионатот предходната сезона и мислам дека сето тоа за нив е малку ново во Лигата на шампионите, но секако дека тие се трудат и покажуваат желба за напредок. Не е како, например, организацијски не е како во Франција, нормално. Во тој дел ракометно во Франција беше подобро, например. Но сепак не е лошо. Сепак и ова е врвно ниво, кое што си носи со себе моменти, кое што се носи искуство. Да. А Сара е најдолго на таа голема сцена ракометна кај дамите и ќе ни каже со кои
прво лични амбиции влегува во четвртата сезона во ЦСКА Москва, една од подобрите европски екипи. Знаеш како беше на времето, сите русинки доаѓаат на Балкан. Добро, Русија многу се смени од минатото, Да, се смени да, перцепцијата на животот и И таму. доаѓа период кога јас подпишувам во Русија. И сите луѓе, како е возможно ти да подпишеш за Русија, за ЦСКА, одиш во Русија? Јас викам, супер, одличен проект, одам. Како што беше на почеток, кога подпишав, така и ден денес исто имам размислување, значи не знам, мислам дека ми е едни од годините во најдобрите години во својата кариера, ракометна кариера. Затоа што подруг менталитет, сосема од нашиот, од балканскиот, воопшто, во секој поглед, и некако ми беше интригантно. Сакав да ги запознам како луѓе, сакав да им ја запознам и целата култура, и историјата од поблиску, така и сега. Навистина сум пресреќна што сум дел од таа екипа, на страна од денешните случувања, али за мене е еден од најдобриот предизвик што сум го прифатила во својот живот. Тоа е ЦСКА Москва или ЦСКА Москва. Сега еден од поголемите предизвици ќе ти биде и континенталниот собир, се разбира. Многу јасно. Да, Франција, Холандија, Романија редоследно, прво, второ, трето коло, група Ц во Скопје. Сега вкрстуваме понатаму со Полска, Црна Гора, Германија, Шпанија, меѓутоа да не размислуваме два чекори напред, сепак ова не е шах, ова е ракомет, нели? Треба да ги одиграме прво овие први три надпревари. Од она што го знаеме за овие три селекции, каде ја гледаш шансата на Македонија? Сега се надеваме дека нема да ја гледаат оваа емисија, нели? Нашите противници, да, нема да им направиме скаутинг, меѓутоа каде ја гледаш нашата шанса на овие три меча? Има ли сили Македонија да ја помене групата? Тоа се олимписки шампион Франција, поранешен светски Холандија, многу искусна Романија. Да. Па не можам да кажам дали има, дали гледаме некоја шанса за да поминеме групната фаза, затоа што од свое лично искуство можам да кажам дека тоа искрено, да, зависи многу од знаење, зависи многу од желба, но исто зависи од денот. Значи, не можеш да уште од сега да кажеме, да, може би шансите ги гледаме во некоја репрезентација, но нема да ви откриваме, затоа што секој надпревар реално зависи од представувањето. Значи, како искачаш ти, одма веќе знаеш дали ќе дадеш се од себе, дали ќе биде на 200%, дали ќе бидеме на 200% на тој надпревар, и одма се гледа дали има и респект. Затоа што искрено знам дека сите ја гледат Македонија како аутсайдер и очекувањата... Добро, една од најнеискусните репрезентации од овие што се на континенталниот собир. Да, и одма се гледа и тој респект на терен. Исто од тоа многу зависи. Ако ние самите на себе имаме респект и на противникот, значи дека веќе имаме шанси. Ако противникот нема респект спрема нас, онда можеме да искористиме тука некои слабости и ние искусните да земеме нешто, да украдеме. Да, се надеваме дека ќе успеете овие карактеристики на лисицата да ги искористите на тие надпревари и да ни донесете уште по некоја радост. Леонида, пред своја публика, дали тоа ќе биде дополнителен притисок за вас, помладите, или публиката ќе ве понесе? Сега ја нема во Македонија, во македонскиот спорт, онаа атмосфера која што имаше до пред 5, 6, 7, 10 години. Меѓутоа се е сменето, нели? Да. Како сте вие подготвени да ја чувствувате публиката? Како притисок или како ветер во грбот? Тоа е најважното прашање. Па вака, мислам дека се... А публиката ќе слушне, сега извини што те прекинам, ќе слушне денеска и ќе знае како да реагира. Мислам дека секој посакува да игра на домашен терен и мислам дека тоа е елам во грб да играш пред домашна публика. И во секој случај тоа ќе биде подобро за нас да дојдат во што поголем број и тоа ќе биде нашиот 8 играч, така да ги покануваме во оваа прилика да дојдат во што поголем број. Знаеме дека картите не се малку за македонски стандард, но би посакувале да дојдат во поголем број. Исто така, машката репрезентација има секогаш публика, во нашиот случај не е така. Мислам дека
Тоа е затоа што во последните години не сме настапувале на некои поголеми надпреварувања. Но ете сега имаат прилика да дојдат и да не подржат. Добро, публиката треба да е секогаш со еве сега една морална лекција на публиката, нели? Секогаш треба да е со своите избраници и избранички, затоа што тоа е најдоброто што го има Македонија и ако публиката се сплоти со нив, како што кажа, може да биде и 8 играч, може гол 2-3 да решат еден надпревар, да решат повеќе надпревари. Значи сите заедно треба да го градиме спортскиот култ. Не само на ракометот, туку воопшто на спортот во Македонија, ќе ги повикаме во оваа ситуација, нели, гледачите во што поголем број, што можат да одвојат време и да дојдат. Симона, уште еднаш највозрасна си од овие три овде, па тебе ќе ти ја дадеме улогата да го затвориш полека разговорот и да упатиш една порака до колешките, до репрезентативките, а потоа и до гледачите, љубителите на ракометот во Македонија. Како што и ЕХФ не најави во јавноста дека ова е нашиот најголем предизвик во кариерите за некој од нас, единствен пат за помладите, дај Боже да се повторува повеќе пати, па дури да биде и светски првенства. На колешките ќе им упатам дека наше е само да веруваме во нас, да дадеме се од себе, да работиме, да тренираме. Тогаш успехот е неминовен. Секако пред се мора да сме сите заедно. Нема групи, нема делби и нема стари млади, него сме сите едно. Ние често знаеме да кажеме, ние сме една фамилија во репрезентација. На гледачите ќе им посакам, како што кажа Леа, ние би посакале да дојдат во што поголем број, да не поддржат, без разлика кој е противникот, без разлика дали играме против Франција, Холандија, Романија, во иднина и други репрезентации. Секој еден фан или гледач на трибините нас ќе ни значи и да се радуваме, дај Боже. Да се радуваме заедно. Сара Пенал, последна секунда е, истече времето, секоја штопката оди кај тебе во таквите ситуации, ајде и ти финиширај, кажи, повикај ги. Купете карти. Повикај ги гледачите. Да повикаме публиката. Сепак заслужувате, прекрасна екипа сте, сите сте на едно високо професионално ниво, без разлика каде играте, не представувате во одлично светло и заслужувате да ве бодриме. Да. Затоа што вие сте нашите амбасадорки, па да покажеме како ќе ве пречекаме дома. Заслужувате се. Да, точно. Секако и за досегашните надпревари имаме ние значајни луѓе, најзначајните луѓе се секогаш на трибина, тоа е неминовно. Секогаш се на трибина, така да и тоа е достатично нешто, сме навикнати на мал број на луѓе за време на сите наши надпревари, но се надевам дека ќе биде ова првенство кој еден од исклучокот и дека ќе ги видиме во поголем број, затоа што јас првенствено од себе тргнувам дека тоа би ме значило, а можам да замислам на останатите девојки. И верувам дека ќе се појават и дека можеби, дај Боже, се надевам ќе ги наполниме трибините и заедно сите ќе славиме, исто како и машката репрезентација, заедно ќе славиме успех. Заслужувате поддршка, секако вие гинете за Македонија. Македонија барем може да ви се одложи со тоа што ќе дојде и ќе ракоплеска за вас. Сара, Леонида, Симона, благодариме што утро бевте со нас. Одлична тројка сте вака во разговор, се надеваме дека ќе бидете така и на теренот. Ќе пренесете таа атмосфера кај останатите репрезентативки. Успех, многу спортска среќа. Друго, што да ви посакаме. Благодариме уште еднаш.